Секојдневно стотици мигранти поминуваат низ дивиот премин на македонско-грчката граница во потрага по безбеден живот далеку од војната во нивните земји. Сите имаат различни животни приказни, но иста цел – да стигнат до некоја од западноевропските земји. Меѓу нив во контролниот пункт во близина на границата ја сретнавме младата сиријка Миријам Хусеин, која со нас ја сподели незината приказна. Сирија заедно со незиниот сопруг и 2,5 годишниот син ја напуштила пред 1 месец. Фармацевт по професија вели дека крајната дестинација е земја каде што ќе може да најде работа и каде нема да се плаши за сопствениот и животот на незиното семејство. Сакам само да одам на безбедно место, каде мирно ќе спијам и кога ќе се разбудам утрото нема да има војна и нема да се плашам за мојот маж и моето дете. Тоа е се што сакам. Може би студирала пак. Сакам да работам, а не да живеам од парите кои би ни ги давале земјите каде ќе отидеме. Сакам да продолжам понатаму да имам добар живот. Сакам мојот син да живее во мир заедно со други деца. Тој сега иако има 2,5 години не зборува. Вели само мама и тато, бидејќи нема деца со кои може да се игра. Од Турција, каде поминале 10 дена во камп, Миријам и незиното семејство патувањето го продолжиле до еден од грчките острови па до Атина, од каде се упатиле на македонско-грчката граница. Таа вели дека најмногу се исплашила за својот живот и за незиното дете, додека патувале со чамецот до грчкиот остров, кој бил претесен за сите мигранти. Не знам да пливам и ни ги земаа заштитните илеци за пливање. Не знам зошто. Околу нас беа само небото и водата и сите овие фамилии овде. Мислам дека ќе умрам секој момент. Пред возот кој мигрантите ги носи до Табанов се сретнавме уште една мајка на 4 деца од сирискиот град Алепо. Далила ни кажа дека во родната земја била наставничка. Многу е тешко. Го оставивме целиот багаж и сега немаме ништо. Одиме за Германија каде ме чека мојот сопруг. Хуманитарните организации кои работат на терен велат дека над 5000 мигранти дневно поминуваат низ земјава, при што им обезбедуваат храна, вода и помош. Постојано се очекува прилив на мигранти, спремни сме, имаме доволно хуманитарна помош како и персонал кој може да се справи со оваа ситуација. Па на некој начин е подобро, меѓутоа фалат некои работи овде во кампот. Како например се работи на тоа, меѓутоа вода нема за техничка вода нема за луѓево. Водата која што на нас беше наменета за пиење, луѓето ги користат за миење раце, освежување така натаму. Лесно е да зборуваш, додава Миријам, но патот е тежок бидејќи не знаеш каде одиш, особено со дете. Но сепак на нејзиното лице има насмевка, вели мора да биде позитивна и покрај се.